Почитувани, денеска во јавност го објавуваме ревизорскиот извештај за работењето на Ивица Коневски, кој со години се криеше од јавноста. Извештајот кој го држам во рака не е ниту монтиран материјал од Курир, ниту лажно обвинување од кујната на ВМРО ДПМНЕ. Ова е државен ревизорски извештај за работењето на Ивица Коневски како директор на јавното претпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор. Ревизорите уште во 2009 година констатирале големи неправилности во работењето, огромни пропусти и економски загуби за претпријатието кое го водел Коневски. Одиме поред. Прво, ревизорите откриле дека не постои никаква евиденција на продадени станови, изградени станови од здружени средства, како и станови на фирми кои се ликвидирани, приватизирани или во стечај. Со еден збор, немало евиденција како се користеле или доделувале становите. Не постојат ниту податоци колку од становите се издаваат под закуп и кој плаќа кирија. Според постоечката евиденција во претпријатието, заклучно со 31.12.2007 година, фактурирањето за користење на социјалните станови изнесувало минимални 570.166 денари, од кои е извршена наплата од само 15% од средствата. Одговорноста за неправилностите и економската загуба, според главниот државен ревизор, паѓа на сегашниот градоначелник на аеродром Ивица Коневски. Ова јасно стои во извештајот и очигледно уште од тогаш Коневски добро ја научил работата и измамите со недвижностите. Второ, Коневски дозволил бесплатно користење на деловен простор од страна на политичките партии. Трето, Коневски за консултантски услуги од економски карактер во 2005 година ангажирал лице за кое платил половина милион денари, иако во претпријатието веќе постоеле стручни кадри со сертификати за стручни ревизори. Четврто, Коневски склучувал договори со фирми кои не доставувале банкарска гаранција, иако законски биле обврзани да го прават тоа. Кај овие фирми, градежните активности ги доцнеле и повеќе од 2 години, а немале дадено никаква гаранција. Еклатантен пример на фаворизирање на компании и кршење на законите. Од заедничките договори за градба, Коневски губел стотици илјади евра, но досега не одговараше за ниту едно дело за ова криминално работење. Државниот ревизорски извештај ја потврди неговата неспособност, иако институциите го премолчаа криминалот. Праксата за корумпирани сделки ја продолжи и во општина Аеродром, но таму граѓаните ќе му судат. На 15 октомври ќе изберат живот за поубав аеродром со јавно достапни финансиски извештаи.